Па сакам да обрнам внимание на оној процес на насилството како се одвива. Првата фаза на насилството е кога почнува она полесната така навредување, потуркување, омаловажување. Понатаму да премине во втора фаза кога веќе почнува на физичкото насилство, тепањето, забраните да излегуваат од дома, забраните да одат кај своите роднини и пријатели и слично. И на крај доаѓа третата фаза кога насилникот се повлекува, се извинува, нели тога што често пати се вели фазата на цветање на рози, кога наводно се кае и врши една манипулација со жртвата, каде што жртвата си прифаќа дека таа е виновна за тоа што се случило. И пак жената е виновна за насилството што се случило и трае таа известна фаза некое време и пак се враќа на првата фаза и продолжува на втората фаза. И тие фази жените ги претрпуваат, некоја жена може по 5-6 пати да го врти тој круг, се додека не биде спремна да излезе од тој зачаран круг и самата да се одлучи. Значи, ние овдека не даваме во советувалиштето готови решенија на жените. Не им велиме, направи го тоа, направи го ова. Туку едноставно им укажуваме што им нудат институциите и што ние како здружение и како советувалиште можеме да им понудиме.